Стадион. Емисија за вашата вистина. Ами да, интернет страницата ја направив. Јас таа ја направена пред 5 години и сега правиме движение такво българи од Македонија. Да, јас сум иницијаторот. Димче Јамандиев од Велес веќе покрена иницијатива да се одземат бугарските пасоши на одредени луѓе. Господин Не Јамандиев, пасоши државјанства, да видиме добро, по-конкретно. државјанствата, тоа е така кажено, да. Кој е поводот за ваквата иницијатива? Последно време гледаме на односот Македонија и Бугарија колку омраза се шири. Едни од луѓето што шират омраза спрема Бугарија и разбира се таа омраза се рефлектира после спрема Македонија се луѓе со бугарско државјанство. И така што најчесто и најлогично ќе биде тие луѓе што шират омраза спрема Бугарија и се бугарски државјани да им се одземе на бугарското државјанство. Кои се тие конкретно, на пример, знаете ли, имаат Сега, бугарско не можам да државјанство? зборувам за лица директно, конкретно, ама се зборува за многу лица каде што се политички обврзани за од опозицијата, да не кажуваме, или за други. Се зборува и за многу други обични граѓани од приватниот сектор, каде што исто така имаат бугарски државјанства и они продолжуваат да шират омраза и тоа треба да се каже крај еднаш. Чи според вас Општо многу... за целата омраза која се шири треба да се каже крај. Ама треба мислам да се почне од луѓето кои се бугарски државјани и ја шират таа омраза. Според вас колку има државјанства? 100, 150.000? 162.000. Има, значи, ако добро ве сватив, многу луѓе кои што не влегли искрено во оваа приказка да добијат државјанства. Лажиле, не биле искрени, не се бугари, не ја сакале Бугарија и го користат тоа ако сторат некој криминал да се заштитат и да кажат ме малтретира македонската држава, Бугарија дека ме заштити. Свесни сме дека имало и такви случаи, многу пребегани криминалци од Македонија кои дошле во Бугарија. Ама свесни сме па дека има и луѓе со бугарско самосознание во Македонија кои не се бугарски државјани, каде што па и македонската држава и българската држава не им помогнали. Така што да, луѓето што шират омраза со бугарски државјанство треба да се почне. Ова во Охрид што се случи со Пендиков, каков е вашиот став за тоа? И таму е чудно тој што нема доволно информации, меѓутоа тој што го натепал Пендиков има бугарско државјанство, а Пендиков нема бугарско Јас сум државјанство. запознат со случајот, единствено каде што знам првите денови кога испадна тој случај по вестници на секаде, се пише на секаде дека тоа е направено од омраза. Каде што детето е вреѓано на национална база. Сега причините точно какво е, за што се случило и како се случило може да имаат предисторија пред тоа. Важното е дека он е вреѓан на тема на омраза заради тоа што е българин. Дали вашата иницијатива важи и за тепачот? Тој имал бугарско Тоа државјанство. важи за сите. Не, тука не се поимено да го наведуваме Јанко, Петко, Трајко, а станува збор апсолутно за сите кои потпаѓаат во таа графа. Господине Јамандиев, вие сте бугарин од раѓање, така, вашето бугарско Да, ја самочувство од од кога? дете извеле си се кажувам дека сум Затоа што има българин, тоа луѓе сите кои што го се знаат, разбудиле така па што- станале бугари. Вие, каква е вашата историја? Ја од дете сум българин. Ја примерно 2000 година дојдов тука, 99 година примерно младешката на ДПМН во Велес не исклучи 10 души заради бугарофилство. 98 или 99 уште средошколци го бевме. 10 души бевме исклучени од ВМРО ДПМН и од младешката Закрија заради бугарофилство или беше наводено фракционерство тогаш мислам. Така што ние никогаш не сме укрил, ја лично никогаш не сум укрил моето бугарско самосознание. И не сте имале проблем со тоа? Стално има, види, луѓето ме прифатиле таков како што сум, ама омраза има. Така што спрема секое различно нешто луѓето што не го примаат има омраза. Сетете се што беше 90-тите спрема албанците. Постојано има омраза спрема нешто и то денеска тоа постои. Вие сте роден во Велес. Вашите родители се декларирале како бугари? Да, ја директно од дедо ми кажав дека сум българин и од кога сум 15 годишен ја многу кажувам тоа на секаде. А има ли Директно мојот македонци или дедо ми кажа дека сме еден исти народ со българите. Апсолутно без ничија помош, он самиот и ја така сам сум се осознал. Да, тоа он постојано ми го повторувал, си пеел бугарски песни и бев дете 15 години го разбрав тоа. И после беше го почнав да читам, кога се запознав со други луѓе, беше ми стана јасна целата историја и никогаш не сум се срамел дека се чувствувам българин. Не, за вашиот дедо, он велел дека сме исти народ или дека сме различни народи? Не, дека сме исти народ, заради тоа ја се чувствувам българин. Таа негова е вината де факто заради тоа што ја се чувствувам българин.
А што значи дека не постојат македонци? Или може да се каже дека бугарите се македонци и обрат? Како што бугарите велат дека ние сме бугари. Нека си го толкува тоа нешто. Ја немам ништо против. А кој како сака да си го толкува? Можам ли на некој насила му го натерам, како шо нешто го толкува? Има историски документи, има факти. Фактите не можат да се променат. Тие се едни исти за сите, а фактите кој како сака да си ги толкува. За Гоце Делчев сега е актуелен. Да? Кој е вашиот став? За Гоце Делчев сега он си изјаснил како. И од опозицијата, и од позицијата, и председателот, и Ѓорчев, оној ден го гледам, сите и Татарчев, сите кажуваат дека во Македонија по тоа време националното самосознание на сите војводи крајот на 19 почетокот на 20 век биле со българско самосознание. Тоа е факт. А више толкувања други, ако сака некоја си прави, оти така било, зошто така било, тоа е нивно слободно право. Вие, Јамандиев, имате учено македонска школа? Да, гимназија сум завршил во Велес. Па тоа како факт, како документ, после 100 години, ако го извади некој, ќе рече дека вие сте били македонец. Истото како што го тврдат сега за Гоце Делчев, дека е бугарин затоа што учил во бугарско училиште. Не, тука зборуваме он самиот како се изјаснил. Он самиот во писмото до Илија до Малешевски самиот кажува што да правиме за кога сме ние дел од тоа българско племе. И да не набројувам првиот председател да биде погребан зошто сакал да биде погребан во Македонија, во ослободена Македонија, зошто се борел за Македонија, независна за Македонија да биде држава посебна. Сите се бореле. Не, но он се борел за автономија на Македонија. Он никогаш не го крие тоа и апсолутно сите се бореле. Дури најголемата теза за Македонија, Швајцарија на Балканите е на Ванчо Михајлов. Арно македонскиот народ кажува дека е создаден од българи, грци, турци, срби, власи и други. Така што денеска таа теза Македонија, Швајцарија на Балканите е најприемлива, просто секој народ да има право да се определи таков како што сака. Пописот, изјаснувањето е тајно. Никој не знае како јас или вие сте се изјасниле. Ако тоа јавно не излезете да го кажете. Меѓутоа, тоа изјаснување е чувство. Порано имаше луѓе кои што се кажува југословени, па сега се кажуваат македонци, така? Ја го знам тоа дека е така. Ја не го променувам тој факт дека не е така. Ја имам блиски роднини каде што директно им кажувам дека дедо им бил бугарин, каде што се чувствувале југословени, сега се чувствуваат македонци и продолжуваат да се чувствуваат македонци, иако знаат дека и историјата дека каква била, шо била. Ја немам ништо против тие луѓе. Ние немаме никаква разлика како народ. Имаме само различно гледање и толкување на историјата. Нели е проблематично и тоа нервира, дополнително создава проблеми, не оддалечува како две држави, ако некој политичар од Бугарија дојде тука и каже Македонија е бугарска. Ако некој наш политичар отиде во Бугарија и го каже истото, дека Бугарија е македонска, нели би било тоа проблематично таму? Нели би ги сега да кажам, наполно сум согласен дека секакви дури се направо конфликти кои можат да се создадат на релација Македонија-Бугарија се неприемливи. Дали е од едната страна, дали е од другата страна. За среќа во Бугарија, тие сили се маргинални во Бугарија и изопшто немаат никаков достап до власта, дури парламентот. Доека ќе земеме нешто ние во Македонија, тоа направо е најголемата опозициона партија, каде што и ја како дете сум бил член, заради тоа што сум мислил дека ВМРО е българско. Она направо се е омраза. И тоа е разликата, дека во Бугарија голема политичка партија која може да управува државата, нема таква која сака конфронтација, која сака лоши односи со Република Македонија, знаме си е Македонија. Ковачев нели е од голема партија? Ме слушате? Ковачев нели е од голема партија? Велите нема голема партија во Бугарија која што таква омраза шири. Па Ковачев нели е од ГЕРБ? Од каде е? Да, Ковачев е европратеник. Јас сега последните изјави не сум му ги гледал, не сум му ги следел, ама целосно политиката каде што е насочена од Бугарија како државна политика е за добри односи меѓу двете држави. И да се запре омразата. Џамбаски не е таков, он е маргиналец. Костадинов со колку има пратеници, 10 на 20 и он сега маргиналец. Костадинов, ако го споредиме, тоа исто Костадинов проруската левица, да споредиме со Костадинов. Апсолутно едно исти си. Они се просто проруска партија, истото како што е со левица проруска партија. Вие не сте сега... И никогаш нема и да дојдат на власт во Република Бугарија.
вие сега не сте политички активен, сте биле порано во ВМРО-ДПМН, сега сте со Петар Колев, например, или некоја друга партија? Не сум со Петар Колев, зашо аз сум. Просто си имам собствено видување на некои работи и тоа е. Сте учеле македонски јазик, а зборувате, користите бугарски зборови. Каде научивте бугарски? Не, тоа заради дијалектот, зависи кога, каде, шо, како кажува. Па дијалектот Ја не одрекувам дека денеска постои македонски јазик. Јас зборувам на него од Велес, дури ние од Велес зборуваме на денешниот македонски јазик на литературно. Бугарски каде научивте? Сами научивте или од дедото? Па во Бугарија сум научил, во Софијски универзитет сум учил. А студиравте таму? Да, како студент сум бил 2000-та година, бев и председател на студентите по тоа време. Што завршивте? Првата специјалност ми беше историја, после меѓународно право учев. И хоспиталити менеджмент имам во Англија. Историја, историските комисии добро работат или нема никош да се договори? Па не знам, ништо не вршат, можам да кажам, според мене. Ги знаат документите и едните и другите. Просто политичката ситуација не позволува да работи комисијата правилно. За вас, дали е прифатливо, еве, историчар сте и вие? Да, Не би се нарекол историчар, ама да, љубител на историја. да пишува бугарската држава како сака во нивната историја, во нашата историја ние како што сме се пишувале, како што знаем. За Гоце Не, Делчев. треба да се пишат бугарите историските сметаат факти дека такви како што сега Македонија да си ги толкува како што сака. Не може сега писмото на Гоце Делчев каде што он кажал дека бил дел од бугарското племе да не се представи на јавност. А па после македонските историчари нека се го толкуваат како сакаат. И тоа е факт, тоа е документ што постои. Или како да одречеме Христо Татарчев, каде што он до 56-та година првиот председател на создавањето на ВМРО, он јавно зајавува дека е българин по националност. И ние треба да речеме не бил таков. Кога човекот има документи оставено, бил жив до 50-тите. Добро, нека и Тоа така, се- нека и така. Тоа Но се факти. тогаш и бугарите треба да се откажат. Нека си ги толкува, немам ништо против. Ама и бугарите ќе треба да се откажат од некои револуционери кои што се најбитни во нивната историја, кои што имаат српско потекло. За кои револуционери зборува? Па еве, на пример, Раковски. Раковски е србин ли? Ама како сме слушнале, тоа учествуваат во ослободувањето, тоа е българската легија која учествува во ослободувањето на Србија. Не е со српски происход. Значи, комплицирано е, вие велите македонците да си толкуваат како сакаат, бугарите како сакаат. Просто треба да се покажат фактите такви како што се, а во право на толкување има секој. Не можем на некоја му забранам ти нешто како сакаш да си го толкуваш, ама ако сакаш на црно тоа кажуваш дека е бело, тоа е твој проблем. Ама треба да се покажат документите, фактите што се факти. Па фактите велат Да дека видиме. бугарите биле на страната на Хитлер. Они тоа не сакаат да го признаат. Зашо не ќе да се признае Бугарија? Во И па која се година? лутат ако Зашо? Ја велиме не- дека Бугарија ја окупирала Македонија, бугарскиот фашистски окупатор, ако велиме. Епа, како прво Бугарија е дадена Македонија да администрира. И Бугарија воведува таму администрација своја, каде што пред време има централни револуционерни комитети во секој еден град од место население, каде што собставаат собствена управа. Да, например, ајде да го земеме еве Крушево. Крушево, кој бил градоначалник по време тогава била българската администрација? Епа од тука некој син на Добро, војвода. не е битно. Еве, и македонците биле дел од тој фашистички систем. Дали бугарите биле фашисти тогаш? Значи, Бугарија, фашизам немало во Бугарија. Тоа што била сојузник на Германија, тоа е факт и никој не може да го одрече. Како ќе одречеш нешто на... Па гледате сега фактите колку интересно се Ама толкуваат. вие ако сакате на тоа исто, ја ќе ви најдам и во Бугарија, каде што сигурно има 20-30% од луѓето, каде што директно ќе кажат дека Бугарија по тоа време, заради тоа што се борела по истиот начин со партизаните тука и во Бугарија, каде што е по истиот начин како што се борела и во Македонија, дека тие што ги направиле работи врз партизаните, дека се грешка, дека тоа е престапление што треба да се одговара, тоа се прекршоци. И за тоа имаат луѓето, тоа има секој си носи лична одговорност и за тоа е осуден. Добро, Емандиев, само што ова ќе прашам за Сега- Гоце Делчев. Ако бил толку битен за бугарската држава, ако е толку голем нивни херој, зошто дури сега почна да се интересираат за него? Порано не ги дадоа и коските тука, не го славеа толку често како што ние си го славиме. Сега почна ајде тоа да ќе го видиме. прават. Еве сега тоа, дај да видиме Гоце Делчев, на пример, после неговата смрт 903-та,
на неговата 5 годишнина, 10 годишнина, апсолутно се до 45 коските му се донесени тука во Македонскиот дом во Софија, тука стојат. Татко му е погребан тука, сестрите му на сите погреби учествуваат се. Апсолутно секоја година смртта на Гоце Делчев се чествува тука во Бугарија. После тоа што се случува, заради тоа што има споразумение, подпишување меѓу Сталин, Ѓорги Димитров и Тито за создавање на македонска држава, на македонска нација. Тогаш документите и архивите од ВМРО и од Македонскиот институт заедно со коските на Гоце Делчев се предаваат на тогашната социјалистичка република Македонија. Тоа е. Значи не постојат и тие македонци што се декларирале над 200.000 тие години во Бугарија на пописите. Ако тргнеме за тоа да зборуваме, има многу документи, факти кои како се декларира. Еве ќе те го земам првиот документ и факт кој како се декларира од ВМРО левица за Влахов да го земе, еве пред. Он е еден од, ако го земе Ванчо Михайлов на едната страна дека е крајно десен, он се бори за македонска нација за се. Самиот негов син, којто цел живот живеел во Белград, иде во Македонија и кажува дека татко му цел живот се чувствувал бугарин иако се борел за македонска нација да постои да се она. Еве контратеза на Иван Михайлов го посочувам него. Неговиот син Густав, кога никогаш не стапнувал во Македонија, израснат во Белград, иде во Македонија за прв пат и кажува да, татко ми се борел за Македонија, ама он цел живот се чувствуваше и си умра како бугарин. Ајде завршиме со Арно. Ќе одите ли сега на Гоце Делчев во сабота денес? Нема да присуствувам, иако и од една гледна точка нема да присуствувам, заради тоа што мислам дека не треба да се создаваат тензии меѓу двете држави. И мислам, доста е напрегната ситуацијата каде што треба да се успокои, да се смират страстите. Инаку со удоволствие како българин и сам да сум би отишол и би стајал цвеќе таму, ама во моментов на таа напрегната ситуација просто треба од двете страни да се смират страстите и да се погледне разумно, и тоа е. Стадион. Емисија за вашата вистина.